Добродојдовте во ова издание посветено на Макфест 2014 година. Се надевам дека доброто расположение кое што го имавме вчера во Домот на културата Ацо Шопов во Штип ќе ви го пренесеме токму преку ова специјално издание на Лајт, посветено токму за Макфест. Па затоа останете со програмата на телевизија Стар. По 29-ти пат Штип пулсира во ритмот на Макфест. Еве какви се импресиите кои што ги пренесуваме од вчерашната втора полуфинална вечер. Уште поеуфорично од првата се реализираше и втората полуфинална вечер на 29-тото издание на фестивалот за забавни музички мелодии Макфест. Супер е, многу е убаво, мислам онака позитивно е. Ја имав весела песна, сакав убаво да ја презентирам, се надевам дека тоа така се деси, не знам како звучало зад малите екрани, а мислам дека беше фино. Се чувствувам одлично, значи задоволен сум од мојот настап, ова е моја авторска песна, пред една година ми ја напишаа некаде музиката, значи ја имам убежбено добро песната и мислам дека е еден од најдобрите фестивали во последниве 10 години колку што јас учествувам дали како пејач или композитор или текстописец или аранжер. Мислам дека е едно од најдобрите изданија. Особено со ревискиот оркестар, за секој музичар кој што е вистински музичар и ужива во музиката, тоа е благодет. Па можам да кажам дека веќе се ова е неверојатно чувство по втор пат да излезам на ваква сцена со ваков оркестар, чувството е неверојатно. Денес се представи со песна каде што се потпиша Илија Ќоцевски. Како дојде до оваа соработка? Неговиот аранжман до оваа соработка дојде минатата година, да ви кажам право. Се сретнавме у ходникот и нешто зборувавме и вика ќе направиме некоја соработка наредната година. И еве, тоа се случи. Има една интересна случка дека целата идеја за аранжманот ми дојде на Бадник вечер. Дали се чувствуваш попривилегирано вака кога позади твојата номера стои Штипјанец и дали очекуваш онака повеќе гласови да рекам? Па мислам дека народот треба да гледа во тоа што е квалитетно и што сака да слуша. Па да, се надевам дека ќе помогнат и Штипјанија. Тој е одличен пејач кој допрва следи голема кариера, има голем опсек на глас, пее феноменално. Вистинска атракција на фестивалската сцена беше фолк кралот Миле Кузмановски. Јас сум човек кој што сака да експериментирам, сака да излезе од клишето и претходно Крал без круна, презиме, па и без имена е у тој жанр што јас сакам да го пеам. Драган Вучич. Да, направил песна за мене и ми кажа дека сака да даде на Макфест и дека сака јас да ја пеам. И после тоа се напише текстот на Дајава, благодарност за Дајава за прекрасниот текст без имена. И така дојде се. Така дојде секако. Пак не, тоа е мојот стил. Тоа е мојот стил на пеење. Тоа е, пак ќе ви кажам, Крал без круна, ако сте го чуле, огледалото претходно, па и не каниме, тоа земете, тоа е фолк балада. Така да се пронаоѓам во таа музика и од мене очекуваат да биде таква песна. Иако не обезбеди влез во финалето, Сара даде посебен шмек на фестивалската сцена. Нејзиниот стајлинг беше најоригинален. Морам да кажам дека комплетната идеја за тоа како изгледам заедно со мојата шминка е на Фросина Ангеловска. Тоа е една многу талентирана цура млада која што има модно студио кое што се вика Фран. Таму дизајнираат облека, таму прават шминки и се многу талентирани и многу ја сакам зашто увек ми прави весела таква младалашка и откачена шминка и таков мислам дека ми е стајлингот. Се на се, овие две вечери поминаа во одличен ред. Истото се очекува и од вечерашново финале, кога на сцена ќе се представат 18 мината, кои благодарение на телеволтинг гласањето си обезбедија понатамошен пласман. Пон погодок на Макфест, ревијалното шоу вчера на втората полуфинална вечер го имаше Даниел Кајмаковски. Од 3 часот, односно од 15 часот по платното, па се до доцните вечерни часови, а можеби и до раните утрински, неговите обожаватели беа пред Домот на културата Ацо Шопов во Штип. Го окупираа буквално секое ќоше.
Цел ден и цела ноќ пред Домот на културата Ацо Шопов во Штип, каде на втората полуфинална вечер на Макфест, во ревијалниот дел настапуваше победникот на X Factor Даниел Кајмаковски. Имаше рој деца кои нетрпеливо и крајно возбудено го очекуваа својот миленик. Јас сум овде за да го видам Даниел Кајмаковски. Што ќе му кажеш кога ќе го видиш? Дека многу го сакам. Ова е само за Даниел. Чекаш ли го Даниел? Да. Вече ги чекам. Меѓу сите тие обожаватели беше и најмалата, но најголема обожавателка на Даниел, Јана. Ние сега го чекаме Даниел, от Јана плака за него. И кога сонуваш, шо ти вика Даниел на тебе? И ако ќе стане од спање и вика, мамо, ја го сонува Даниел, беше кај нас. И вика, ја тебе, Јанче, многу те сакам. Многу те сакам. И со шо беше облечен кога иде Даниел кај нас, кажи? Беше со марама. Истина од спање на Сабаји, вика, ја го сонува Даниел. Предвидено, она плака за Даниел, пошто нон-стоп зборевме дека ќе ја водиме на концерту на Даниел, а пошто сега ни се пружи шанса тука, мислиме дека ќе ја исполниме желбичката на Јана за да го види. Сенчо! Даниел! Аз тебе многу те сакам. Кој чека и ќе дочека? Неголемиот фан на Даниел, Јана, успеа да се сретне со својот миленик, а тој само за неа со специјална порака. Сигурна сум дека ќе се сетиш на малата Јана. О, да, наравно. Здраво, Јана, ти благодарам најмногу на свет што го направивте заедно со, мислам, твојата тетка или мајка, не сум сигурен. Тоа видео кое многу ме израдува. Значи, неколку пати сум го гледал до сега и секогаш кога ќе го видам, се ежам и така ми станува многу топло во срцето. Многу ми е драго што ме поддржуваш и што го знаеш моето име, а сепак си толку мала. Се гордеам со тебе и многу те сакам. Се надевам дека еден ден можеби исто ќе станеш пејачка, па ќе пееме некој дует заедно. И покрај многуте направени интервјуа, верувам дека ова му беше најсладко. Покрај најмладите обожавателки, Даниел во срце го носат и тинејџерките кои сигурно би биле заинтересирани за неговиот љубовен статус. Секој човек малце знае да се изгуби кога е заљубен, така исто и јас. Значи, многу похрабар и мотивиран сум кога немам девојка. Похрабар сум со девојките, а кога се заљубам, малце некако се променувам целиот. Јас сега подолго не сум имал врска и баш ми фали и ми недостига малце и се надевам дека. Оваа година кајмакот го вкусивме ревијално, а дали и официјално како надпреварувач. Секогаш ми беше желба да настапувам на Макфест. Моментално не знам каде ќе ме водат плановите, до следната година има уште многу време, колку што пратам и следам следната година јубилеум од 30 години, така ли? Па би било супер. Сега ајде ќе видиме се чекор по чекор. Гостувањето на Кајмаковски беше полн погодок. Навистина насмеа многу лица, а бога ми растопи и многу срца. Ова беа информациите подготвени од макфестовската сцена за ова 29-то издание на Фестивалот за забавни музички мелодии. Се надевам дека ќе останете и понатаму со програмата на телевизија Стари во следните денови и секако навреме ќе бидете информирани за сето она што ќе се случува токму на овој фестивал. Од мене, чао!